Кон тогашниот пратеник, а сегашен премиер Зоран Заев не пукале на 27 април минатата година, иако го имале на нишан, затоа што пред него имало луѓе. Делот оние што упадна во собранието во две канцеларии во законодавниот дом поставиле импровизирани експлозивни направи. Тие користеле се што ќе им дошло при рака за да извршат насилство, велат во обвинителството. Основното обвинителство 11 месеци по насилствата во парламентот поднесе обвинение за терористичко загрозување на уставниот поредок против 28 луѓе, а двајца заработија обвинение за помагање во делото за насилствата во собранието. Обсежната истрага утврди и ве уверувам дека во судската постапка ќе се докаже дека обвинетите действувале со иста цел, извршувајќи поврзани и усогласени действија на битието на кривичното дело. Обвинетите действувале усогласено при насилно влегување во собранието и потоа во насилствата за да спречат да се избере преседател на собранието, а со тоа загрозиле животи на пратеници, новинари, овластени службени лица и на вработени во парламентот. Во прес-центарот, додека траело насилството и нападот од страна на обвинетите, едно од обвинетите лица се насочил кон оштетениот пратеник Зоран Заев, посегнал по пиштолот кој го носел со себе, но не испукал затоа што во тој момент пратеникот бил заштитен од обезбедувањето и од други присутни лица. Поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков и двајца началници од МВР се обвинети за непостапување со што овозможили извршување на кривично дело. 10 мина се обвинети затоа што организирале поголема група луѓе и им поделиле фантомки пред упадот во собранието. 5 мина пратеници и тројца од собраниското обезбедување се обвинети затоа што им ги отвориле собраниските вратина на собраните и ги насочувале во собранието. А уште двајца од собраниското обезбедување и еден од агенцијата за разузнавање ги насочувале насилниците низ собраниските ходници. Организаторите на движењето за заедничка Македонија се обвинети затоа што ги поттикнале на собраните демонстранти да упаднат во собранието. Двајца вработени во УБК се обвинети за помагање затоа што ги одзеле снимките од собраниските камери за да не може да се идентификуваат сторителите. Обвинителството станува на ставот за продолжување на мерките притвор и домашен притвор за обвинетите.